И едноставно во Господ, ние кога ќе затвориме вратата, не влегуваме во Господ исцелени, него таму ќе се најдеме на место каде што ќе медитираме, каде што ќе бараме и ќе очекуваме Господ да не трансформира. Зошто? Да дојде обновата што ни е потребна. Исаија проповедаше и пророкуваше за обнова која дојде. Така? Тоа дава надеж и утеха дека работите се случуваат. Дека, како што рече Коки, не бладаме, него ги гледаме вистински. Што вика Исаја во 48 глава? Зар не гледате? Еве, правам нешто ново. Правам пат низ пустините, низ степите, реки низ пустините. Наше е да видиме. Вика, зар не гледате, правам нешто ново. И во таа обнова има место за постојана обнова на нашата душа, на нашето тело. Постојана обнова на нашите мисли. И затоа ние ја сакаме таа метаноја, но дали целосно ја разбираме. Иако ги слушав и песните и тоа што Колки кажа, Вики, што славеше со тие зборови, кажа голем дел од тоа што јас денеска сакам да го спомнам, и затоа реков јас дека не се ни сомневам дека Светиот Дух ќе не води во иста насока со една цел. За тие што сме тука, за тие што гледаме, за самите нас, донесе благослов Светиот Дух. Не само да кажуваме колку сме едномислени, зашто Библијата вика имајте едни мисли како што има Христос. Имајте исти мисли меѓу вас како што има Христос. Какви мисли има Христос? Сме се запрашале ли? Дали Христос има мисли само добри само за другиот? Или истите мисли добри ги има и за тебе? Ние некако религиозноста нас не тера, ама не тера. Не прави да сакаме. Постојано само да мислиме за другиот, зошто? За да случајно не се возгордееме. Но не може човек да има мисли добри за другиот, ако не ги негува добрите мисли и за самиот себе. Амин? Амин. Да. Зошто? Зашто вика, Исус им вика 2 заповеди, сакајте го Бог со цело свое срце, кое е втемелено во Он прв ве засака, инаку другово е неуспешно, и вика другите како самиот себе. Амин. И така да, јас спомнав на претходната проповед, кратка, но сладка во Сити Хол, за таа наново раѓање, за таа обнова, колку е битна во нашиот живот, колку е добар концептот на наново раѓање и свесноста дека сме наново родени. Значи, родени сме во духот. Но пред да почнам со тоа што ги имам списано за проповед, идејќи наваму, Господ ми нафрли, ми наметна едне мисли околу утехата. И кога ја слушнав првата песна, викам, за Бог, за Светиот Дух Утешителот, викам, тука сме. Најверојатно денеска, почнувајќи можеби од мене, па и тука што сте и на Фејсбук што слушате, треба да слушнете нешто за утехата. Зошто? Зашто утехата опфаќа голем дел од нашиот живот. И мора јасно да ја разбираме, јасна перцепција да имаме, и пишав тука неколку работи, додека славеа, што точно е утехата. Дали ни е потребна, дали каде е втемелена. Јас разбирам дека целата утеха е втемелена во надежда. Но најверојатно се поврзани, не можеш да имаш надеж без утеха и не можеш да си утешен без да имаш надеж. Овие две работи се најтесно поврзани со една личност. А тоа е Исус. И соуштена личност, тоа е Светиот Дух. Амин. Така да, утехата е цврсто слово на благодат. Значи, утехата не е само тапшање по рамо, него е вика цврсто слово на благодат што знае да смени состојба во човекот, во некогаш и живот. Значи, утехата не е нешто што луѓе, ќе дојдеме за да ни помине подобро денот. Да, сум пишал, вика, има моментална, но и минлива утеха. Утеха
дека кафето не било добро, ќе појдеш на друго место, ќе ти го направат добро, ме утеши денеска, дури ме исцели со кафево. Да, минлива и моментална, но имаме вечна утеха во Исус Христос преку Светиот Дух. Она што го прочита вчера во Јован, Исус вика, но не се грижете, јас ќе ви пратам друг утешител. Не вика, ќе ви пратам друг, па запирка утешител, него вика, ќе ви пратам друг утешител, па запирка. Што значи, ја ве утешував, но не се кирете, и тој што ќе го пратам, тој ќе утешува. И тој е утешителот на вашите срца, на вашите души. Така да ние сме и луѓето што физички живееат со Исус, но и ние преку Светиот Дух сме на таа позиција да постојано во нашиот живот имаме некој што не утешува, а тоа е Светиот Дух. Така да тоа кога ќе кажеме или кога ќе застанеме на место каде што викаме не сум утешен или се, најверојатно е време да побараме каде вистински можеме да се утешиме. Но интересен е Павле во прва Римјани, кога се обраќа до луѓе што не бил до тогаш, им кажува, вика всушност, им кажува дека сака да појде за да ги зацврсти, да ги види, и вика, но всушност, само да меѓу вас, заедно со вас, да најдам утеха преку заедничката вера. И затоа тука пишав, ако во црквата не се утешиш, на друго место тешко. Го разбираме овој дел? И не само заради што Светиот Дух пребива во црквата. Пребива и во секој еден од нас. Ова го разбираме. Пребива во секој од нас, пребива и во црквата. Но, ради што? Ради заедничката наша вера. Ради заедништвото. Јас сум се нашол на толку места. Ова кога го зборам места, не зборам места физички, него места во мојата душа, каде што сум се насладил, знаејќи дека имам некој што исто споделуваат со мене, во исто веруваме. Нас ни треба подкрепа. Колку и понекогаш да сме силни, а сме, но понекогаш и сме слаби. Но неколку пати кажав, ама не сме кршливи. Еластични сме. Што значи да си еластичен? Да си еластичен значи дека и да те удрат. Ние порано, внука ми која беше мала, ја плашевме, што најверојатно не било ич добро, со еден чичко бакич, и нонстоп кажуваме дека он е гумен. Он е еластичен гумен, и така да биди мирна, зашто што и да направим, она ни викаше, ама вујче, ајде ти изгази го со колата, тато ти помини го со камионот, се. И ние кажуваме, тој е гумен, еластичен и не му можеме ништо. Така да, во овој контекст, Библијата кажува дека вас не ви може никој ништо, зашто сте со Христос. Еластични сме и тогаш кога се чувствуваме слаби, не смееме да дозволиме да станеме кршливи. Амин. Да, затоа е толку битна, затоа Павле кажува толку за собирањата заеднички, затоа ние постојано го повторуваме, затоа имаме 2-3 месеци зборување за црква, зашто Павле кажува стрикно. Знаете, ако дојде некој од страна што не го разбира Словото, што не го разбира Христос, и кој ќе слушне Христос им е утеха на овие, нема многу да не разбере. Но сега Павле тука кажува стрикно, вика, абе слушност да дојдам, зошто? Не само за да ве подучам, не само за да ве гушнам, не само за да ви кажам од што да се пазите, не само да ви кажам како да напредувате, него вика, меѓу вас, јас лично меѓу вас, Павле големиот, заедно со вас, да најдам утеха преку заедничката вера. Амин. Да. Знаете што? И ова го слушнав, сакам некој да го слушне, верувам дека ќе биде за голема утеха.
преку нашата призма на тоа, ние колку се чувствуваме или се гледаме силни во нештата, ние споредуваме и очекуваме луѓето да реагираат на исти начин како што ние би зреагирале. Но, ние го имаме само тој увид. Го немаме увидот на проблемот или го немаме увидот на патот на тој човек кој што го поминува. И затоа можеме понекогаш да станеме толку груби, викајќи, па како он тоа не може да се справи? Ја тоа би го решил за 2 минути. Како он тоа? Не знаејќи ја вистинската проблематика низ која поминува човекот. Затоа ќе кажеме на можеби шокантна изјава дека на некој дури му се дозволени повеќе глупости од некој друг. Го разбираме овој дел? Не си во негова кожа. Не си во негова кожа. Затоа да не ги споредуваме луѓето со нашиот развил Христос, да не ги споредуваме луѓето со нашиот домен на разбирање на работите, на Библијата сама се, него да ги разбираме луѓето преку Светиот Дух, кој ќе ти донесе вистински увид каде е коренот на работите, каде треба да биде човекот и да бидеш посредник, ако ти дозволат во тој негов растеж. Што значи тоа? Ако му е дозволено повеќе глупости или повеќе има благодат врз него за да може да се надмине, тоа не значи дека му е дозволено да остане во истата позиција. Затоа го спомнуваме таа обнова на умот, таа метаноја, или уште еден збор, како беше? Покајување, да. Покајување можеби е најубавиот збор кога треба да не објаснуваш многу, да кажеш само што, но понекогаш ради религиозноста фрлена врз зборот покајување, ние се дообјаснуваме со тоа што значи вистински покајување, дека е обнова на умот. Но во што? Обнова во умот, во мислите на Христос. Мислите за иднина и за надеж. Инаку обнова на умот може да биде денеска за тебе мислев најлошо, ама денеска ќе направам обнова на умот со тоа што ќе мислам утре уште полошо. Тоа не е обнова на умот. Тоа е обнова на умот, ама некоја сосема друга категорија, во погрешен правец, во погрешна насока. Така да, обнова на умот е да се сообразуваме, да се со делото на крстот, со делото на воскресение. На таков начин ќе имаме исти мисли како што имаше самиот Христос. За нас и за другите околу нас. И ќе кажам еден пример со утеха за да биде целокупна, за да се види дека тоа функционира и на дело. Не знам дали сум го кажувал друг пат, може би, ама може некој не го слушнал, не памтам. Пред неколку години со еден пријател од Америка, седевме, муабетевме, многу муабети, зборувавме, ја не зборев англиски, тоа беше преку посредник или некој што преведуваше, што ни е денеска присутен, тука е, се смешка. Позади. И верувајте, имаме така еден убав муабет и човекот се отвори со нешто што му се случило во животот. Него пред неколку години, но оставило толку голема трага, што до ден денес кога го кажуваше, човекот плачеше и не можеше да се смири. И кажуваше како кај човек што бил прифатен, кај што одел, што му помагал, што му зборел за Христос, што едноставно ептен станале големи пријатели, наеднаш преку ноќ се сменило нешто и кога пошол на некој нареден ден, човекот само го одбил. Само го одбил. И понекогаш ние, не Светиот Дух, него ние си мислиме дека сега треба да размислуваш кој стих да му го кажеш, што да му кажеш и да дојде ослободување. Јас почна да му кажувам една слична моја приказна. Истините причаш и на мене ми си има десено во контекст на К15, така ни кажува. И му кажувам, и јас исто така. Одев кај ни луѓе, многу ме прифатија, самите рекоа, кога дојде светлина донесе и сите тие нешта, и наеднаш преку ноќ се смени нешто. И ја бев разочаран, и едни мои пријатели ми кажаа, радувај се, си страдал за Христос, и тогаш добив ослободување. Човекот почна да зборува, вау, човече, па ти не знаеш што ми направи, ти донесе ослободување во мене, ти ми донесе утеха.
И јас верувам, се виде во човекот дека до ден денес веќе нема проблем со тоа. Зошто? Зашто наеднаш Господ му кажа, првен го, Господ што не ни кажува само грубо, него не почестува со тоа што ни кажува. Човеку си страдал за Христос, не се обвинувај сами од себе. Зашто кога одат грешките во нашиот живот, две работи се како опција. Или да го обвинеме другиот, таа мрзеливата страна на човекот. Најлесно е да го обвиниш другиот. Или постојано да се обвинуваш себе. Знаете ли двете работи во која точка се спојуваат? Во обвинување на Бог. Го разбираме овој дел? Двете работи се спојуваат во точка на следен чекор обвинување на Бог. Јас, без разлика на моите работи во мојот живот, некогаш ги разбирам целосно и повеќе од колку што треба. Некогаш ми треба време да ги разберам, некогаш воопшто не ги разбирам. Не сакам да бидам од мрзеливата страна на работите, каде што секогаш некој ќе ми биде крив. Што ќе ме донесе, зашто малку квас вика го подквасува целото тесто. Разбираме дел? Ќе ме донесе до позиција да следно што ќе удрам по Бог. Борба е да одлучиш самиот во себе, да речеш, иако не разбирам. Јас повеќе ќе се занимавам со тоа што го разбирам, него тоа што не го разбирам. За тоа што го разбирам ми донесе разбирање и за другите нешта. И да ми донесе мир, дека некогаш ќе останам и без разбирање на некои нешта. Давид, луѓе, ја ви топло ви препорачувам во овие ланни денови да читате од псалмите. На еден човек pre некој ден му кажав, читај псалми и ми се јави, Иле, тоа како Нов Завет биле псалмите, не сум ги читал до сега, многу убаво. Знаете, псалмите донесуваат состојба на душата да едноставно и да не си размислувал, да почнеш да влезеш во славење и, многу побитно, во обожавање на Бог. Затоа се толку добри, зашто те ја носат душата на тоа место. Ние понекога славиме со разумот, не ја употребуваме душата. И Давид тоа го видел и вика, душа моја, слави го и ти, слави го заедно со мене Бог. Зошто е толку битно душата, на кој што го спомна? Зашто е голем дел од нас самите. И кога ние ја сокриваме душата, преку чувствата и емоциите, што правиме? Голем дел ставаме маска врз нас, се криеме самите себе, не се искажуваме кој сме. Зошто? Страв од ранливост, што никако не смее да биде страв. Зошто? Зашто Бог ни ги знае и влакната, што се случува, но ние се плашиме од надворешното. Ние се плашиме од непознатото. И таа ранливост мислиме дека ќе донесе уште поголем сомнеш. Разбираме овој дел? Затоа немојте да бидете уплашени зашто сте ранливи. Тоа е најдобра позиција понекогаш да пораснете. Вчера гледав ракомет и зашто сум ептен по спортот и расудувам се, нервирам, му се јавувам на внук ми е исто професионален ракометар, викам зашто тебе не те зема, па има и друг од 19 години, ти не знам вуче зашто не ме зема. Дали викам кога играш професионално, дали викам може волку да се греши. Знаете, расудувате, се правите тренер или било што и го слушам коментаторот и каже на толку јака вистина. Ако ова биде за поука, тогаш да не им се лутиме на дечките. Зошто? Зашто преку грешките исто така се учи. Да, некој ќе речи подобре преку туѓите, може би е полесниот пат преку туѓите, но понекогаш преку испитувањата, преку опитувањата. Ние не опитуваме секогаш само добрите работи. И ова е добро, ова е добро, ова е добро. Некогаш ги опитуваме, ги допираме и лошите работи. Затоа можеме да препознаеме што е добро, уствари што е лошо. Само англичаните учат на туѓи грешки, а не на своји, зашто се многу скапи. Етете. Гледаш? Така, дали го разбирам овој мен? И го слушам коментаторот и викам, браво, браво.
Без разлика дали изгубиме 19 разлика, дали се, ако најдат начин да го канализираат тоа и да биде за благослов За корекција. и за корекција, тоа ќе им даде сила да претрпат и критика. Го разбираме овој дел? Така. Да. Без пораз нема победа. Така да, ја мислам дека што сум пишал за утехата друго? Да, ако во црквата не се утешиш, на друго место луѓе тешко. Тоа го кажува Павле, на тоа насочува Исус, тоа е ради Светиот Дух. Ова не го кажувам ради религиозно. Не го кажувам зашто сум пастор на црква, па нема каде на друго место, мора тука, оваа црква е најдобра или било што. Кажувам зашто е целосна, вистина втемелена врз зборовите на апостолите и врз Светиот Дух. Знаете, дома седите и колку е убаво кој ќе ви текне на вашиот пријател, што во исто време за многу работи е истомисленик. И тоа истомисленик, таму каде што највеќе треба во верата. Тоа е стварно олеснителна околност, тоа е стварно нешто што е за прослава, за славење. Јас сум ви кажал во многу случаеви, јас се радувам што имам луѓе такви какви што се околу мене. Зошто? Не само зашто можам да научам нешто, можам да ги поучам нешто, него едноставно прават состојба на сигурност, на надежност, на утеха, на стабилност. И тоа е битно. Посебно, ние знаеме да бидеме силни кога одат работите. Но што кога некои работи не одат? Еве ти добро место, добра позиција, каде да најдеш утеха и да ја видиш надежта за да можеш да тргнеш во права насока. Амин. Амин. Вау. Изреки 16:3 овдека е малку поразличен од тоа ја што го читам, ама ја доловува вистината. Е толку убав стих каде што вика: препушти му ги на Господ своите дела и твоите намери ќе се сигурни. Препушти му се на Господ со тоа што правиш. Прави го нештото како за Господ. И вика, твоите намери ќе се сигурни. И да не си почнал намери или мотиви, или да не си почнал со исправни, ради што се подложил на неговото водство, ради што се понизил пред неговата десна рака, ради што си рекол: Господе, твој нека биде последниот збор, твоите мотиви ќе се исправаат со текот на времето. И ти ќе дојдеш до место каде што твоите дела сега нема да те судат, него твоите дела ќе охрабруваат многумина, па и тебе. Со делата е опасно и разликата е таа. Или твоите дела ќе те судат, зашто не ќе мислиш дека не се во согласност со она што Словото го кажува, не се во согласност со она што Христос го кажува, не се во согласност со она што ти очекуваш во твојот живот. Или ќе му ги предадеш на Господ и Он ќе ги направи твоите дела, твоите мотиви сигурни и безбедни. Вау. Ќе одиме во Тит, 3 глава, каде што, нели на почетокот спомнав за тоа наново раѓање, и Тит, Павле во Тит ќе рече Тит објаснува, али сигурно и Тит, поучен од Павле, после тоа го кажува, го објаснува целиот наша судбина или целиот наш повик во животот, без разлика ние можеме да бараме специфични повици и каде Господ ќе не води, него еве го она што Христос го втемелил во секој еден нас, што со срце поверува и со уста исповеда. Вика од 3 глава. Зашто и ние бевме некогаш неразумни. Бевме? Добро. Непокорни. Не знам дали уште така се зборува, колки се смее. Порано
кога се запознаме се, имаше неколку луѓе во друштвото што не беа баш во друштвото, ама знаеа да се уфрлат, викаа, иле се знае. Да, ама понекогаш имаш тенденција да стануваш таков. Знаете, мојата тенденција доаѓала тоа што бев повозрасен од сите во друштвото, на мојата жена, и едноставно, сигурно ја мора да им кажам повеќе. Ја имам поминато повеќе. И сме знаеле да бидеме непокорни. Измамени во исто време. Робови на разни страсти и задоволства, минувајќи го животот во злоба и завист, исполнети со омраза и мразејќи се еден со друг. Но, еве го, може би прв пат, ама или но, каде што има сила, каде што не е да, ама не бива. Каде што вика Павле, но, кога се појави добрината на Бог во мојот живот. Кога се појави добрината на Бог во мојот живот, со такво присуство, некои од вас знаат, колки највеќе, ја не можев да стојам на едно место. Јас не можев да, едноставно одев и се смеев по улица. Знам порано еден колега кој ме видел, што му е Нилија се смее по улица, да не почнува да се скренува, но кога се појавува добрината во твојот живот на Бог, ти не си веќе истиот. Сигурно имате такво слично сведоштво за таа добрина на Бог. Добрината на Бог, нашиот Спасител, и неговата љубов за целото човештво. Вчера имавме Zoom час со предтинеџерската група, изборувавме за Лука, за раѓањето Христово, и го потенциравме како заклучок дека ангелите викаат, ви дојде Спасител за целото човештво, за сите народи. Нешто што е многу битно да биде разбрано. Не спаси врз основа на праведните дела, не спаси врз основа на праведните дела што сме ги направиле ние, туку по својата милост, преку капењето на новораѓањето и обновувањето преку Светиот Дух. Кого богато го излеа на нас преку Исус Христос. Знаете, Павле не зима како се вика тоа, монопол врз вестината и вика врз мене. Не вика врз нас. Дури познавајќи ги луѓето, он ги става во позиција да размислуваат како што размислува и Павле. Знаете, понекогаш еден пријател ми рече, вика, Биле, кога ми зборуваш, ме тераш после сам да размислувам. Викам, тоа е добро. Значи, не ти наметнувам, него едноставно, така да кога ние, не знам, од тука зборуваме, или кога ние со животот покажуваме, ние ги ставаме луѓето во позиција да размислуваат од таму. Кога богато го излеа на нас преку Исус Христос, нашиот Спасител, оправдани преку неговата благодат, да станеме наследници според надежта, на вечниот живот. Ова, вика, е веродостојно слово и сакам ова да го говориш со увереност. Човек што е уверен во нештата, убедува и друг. Јас на една професорка во физкултурно и она нутриционист и реков, тебе ти верувам. Зошто? Те гледам славечка, те гледам дека тоа што го кажуваш и го правиш, викам, тебе ти верувам, кажи што треба да јадам. Го разбираме овој дел? Кога човек ќе биде убеден во тоа што го прави, он лично ќе може лесно да го донесе човекот до убедување за нештото. И на тој човек ќе нема да му биде страно. Колку пати сме пробале да убедуваме што ние уште не сме били убедени и другите им било страно. И тоа е нешто што е изградено на многу плитка основа. И како што кажува Павле, вика, пазите како градите, зашто може се да се урне. Сега, на славењето, зашто пеевте Карпа, имав како визија, можам да ја наречам, што значи градба
во Христос и она Павле што го кажува, вика, јас градам основа врз карпата, врз темелите кои се Христос. Значи, ние веќе имаме стабилни темели и основа, стабилни темели, Павле изградил силна основа и ние сега градиме. Знаете ли што е убавината кога градиме погрешно? Ние само можеби за кратко го покриваме делото Христово и Павлово. Но со мал ветер или багер на Светиот Дух расчистуваме, тоа е тука и ние продолжуваме да градиме поцврсто и поцврсто. Го разбираме овој дел? Зошто? За да не падне осуда, гледајќи колку Павле цврсто основа поставил врз темелите кои се Христос. Го разбираме овој дел? Јас сум града, сум зидал и не секогаш мојот зид бил прав. Знаете што се случува? Пушташ конец, гледаш, ги вадиш сиглите, кои се ги ставаш. Корекција. Го разбираме овој дел? Да. Но, почетното, нека биде дека одиме да градиме нешто што е втемелено во Христос. Тогаш сме на добра и темели и основа да можеме да градиме. Така да, прашината многу бргу од неуспехот може да исчезне. Амин. Ова е веродостојно слово и сакам ова да го говориш со увереност, да оние што поверувале во Бог, да се стремат да вршат добри дела, тоа е добро, вика, и полезно за луѓето. Од кога Павле ги постави, од кога не подсети, ало не судете, зашто еднаш бевме такви, од кога донесе вистинска перспектива дека и тие надвори, ние овдека, пред Господ сме исти, љубени од самиот Бог. После тоа ни кажува со новото раѓање што се настана во твојата душа, што се настана во тебе како личност. И вика, сега си на добра основа. Твоите дела во Христос да бидат полезни за тебе и за луѓето. Амин. Затоа реков, го опишува во кратки црти нашиот живот. Го опишува во кратки црти она за кое секој еден сме повикани. Амин. И ајде и последното, и вика, подобре од новост да се задржиме, зашто вика, избегнувајте ги глупавите расправања, родословија, расправи и препирки во однос на што? На закон. Така да, повикани сме да живееме во животот на Словото, во животот на Светиот Дух, а не во телесноста на законот. И само ќе прочитам уште Евреи 2 глава 11, Римјани 12 глава 1 и 2, и тука негде ќе завршим. Погласно? Океј. Може одиш само напијам. Значи, рекоме Римјани 12, 1 и 2, така? Да. Стигнаме до поентата. Ќе почнам од првиот. Зашто, браќа, ве молам заради Божите милости да ги принесете вашите тела како жива и света богоугодна жртва. Тоа нека биде вашата разумна служба. Имав цела проповед за разумна служба, тоа ќе го ставиме за друг пат. Немојте да се сообразувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањата на вашиот ум, за да можете да сватите што е Божја волја, што е добро, угодно и совршено. Амин. Тоа значи, луѓе, дека кога имаме опции, ние имаме и слобода што да избереме.
ајде да се договориме и да го избереме попаметното за нас. Ја не знам колку гледате вести, некои помалци, некои повеќе, ја не знам колку гледате што друго се гледаме, документарци или било што се добри, но ајде ако не 3 пати дневно, барем на крајот на денот, да одлучиме да се сообразиме со Христос. Да нашиот обновен ум не го заразуваме постојано и постојано. Разбираме овој дел? Ние не можеме постојано да се навраќаме, ама само да се вадиме со тоа, па имам обновен ум, а заразувајќи го постојано и постојано. Обновувајќи се преку Светиот Дух, ние спознаваме, Павле вика, што е добро и совршено, богоугодно и на добар глас. Амин. За ова ни треба вера, верата ја имаме. Јуда вика, вашата пресвета вера. Значи не само света, нашата пресвета вера, која ни дава шансата да можеме овие работи да ги спознаваме и во овие работи да уживаме. Многу е битно да уживаме во нештата. Ја ќе ви кажам една можеби не знам поука или како сакате сватете, но сите имаме рутини што ги правиме, што некои се добри, некои ги правиме зашто мора да се прават, но наоѓајте простор и време да правите работи што уживате во нив. Амин. Оставам во Божиот благослов и мир, нека Господ зборува понатаму. Ја верувам дека секој еден е на таа цврста основа, на тие темели, за да може да гради на вистински. Повели.